До сега зборувавме за блаженството, блажени са оние што тъгуваат, зашто ќе бидат утешени. Ајде сега да го погледнеме второто блаженство за денеска. Вели, блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Сите ние сакаме правда. Може би ова чувство е најизразено кај нас луѓето, иако не можеме да си го објасниме од каде доаѓа, ако сме само производ на еволуција, секој човек жедне за правда. Особено ако сме ја искусиле неправдата на наша кожа. А сите сме ја искусиле, не? Колку пати сме се почувствувале о неправда, уште како мали деца знаеме да кажеме: јас дома правев ово, она, мама на неа и даде повеќе, и мене ми следуваше. Знаеме уште како мали да знаеме, разбираме што е праведно и што е неправедно. Во нас е вградено тоа чувство и кога ќе осетиме неправдата на наша кожа, ние реагираме. Сите сакаме правда. И овде Исус таа желба за правда ја представува во форма на глад и жет. Знаете ли зошто? Затоа што гладта и жетта е нешто што го искусуваме секој ден. Секој ден сме гладни, нели? Ќе јадеме наутро, до ручек веќе па сме огладнеме. Ќе ручаме за едно 4-5 сата, пак викаме: бе, шо има за јадење, ми се јаде. Пак чувствуваме глад. Исто и со жетта. Велат дури дека, ајде, без храна можеме да издржиме и до 40 дена. Но без вода, велат, до 3 дена најмногу може да издржите. Човечкото тело потоа колапсира. Затоа Исус вели: блажени се гладните и жедните за правда. Оние кои што секојдневно ја бараат. И таа жет кај нас, жет и глад за правда треба да биде постојана. Не треба да се задоволиме само со решавање на една неправедна ситуација, да кажеме: па готово, јас тука завршив мојот дел и готово. Затоа што неправдата е присутна секој ден, таа утре пак ќе се појави во нова форма. И Исус вели: блажени се гладните и жедните за правда. Еве, пак ќе го спомнам грозоморното дело кое што се уште е свежо. За Вања. Погледнете како општеството реагира на неправдата. Кога беше објавено оваа вест, целото општество излезе со коментари, со реакција и што рече: ова мора да се осуди. Ние бараме правда. Човекот е таков, создаден таков да копне за правда. И ние право бараме, мора овие луѓе што се сторителите праведно да се судат. Не смеат да ја избегат на правдата. Дури имаше и такви изјави или барања: за овие луѓе треба дури и смртна казна. Сега во Македонија нема смртна казна, не постои во законот. И имаше една емисија, јас се следев, мислев дека беше еден професор по право и го праша: не ли мислите дека треба во Македонија да се воведе смртна казна? Знаете што беше неговиот одговор? Беше многу мудар. Тој рече: проблемот не е во смртната казна. И да се воведе смртна казна, ако во едно општество не владее правото, смртната казна нема да биде корисна. И тој го објасни вака. Рече: замислете во едно наше општество каде што правдата е на најниско ниво. Дури има само некаде околу 7% доверба во судот, има изгласано од народот, што значи дека дури и судовите се крајно корумпирани, владее корупција и неправедност. И тој вели: во едно вакво општество каде што не владее правдата, ако има смртна казна, повторно убиците ќе излезат на слобода, затоа што нема да бидат праведно осудени, а ќе бидат осудени на смрт некои луѓе што можеби дури и се невини, на кои што власта им се реваншира. Тогаш смртната казна ќе помогне? Нема да помогне. Оние што треба да бидат осудени ќе бидат пуштени, тие што треба можеби да бидат пуштени или со поблага казна, тие ќе бидат убиени. Смртната казна не е решение во едно општество каде што не владее правдата. Затоа прво нешто што треба да биде присутно е правдата. Треба едно општество да биде праведно општество. И сите ние копнееме за едно такво општество. Сите не сакаме општество во кое што ќе функционира правдата, ќе функционира судството, ќе функционира системот, кога праведно ќе се пресудува во судовите.
Ние сакаме такво общество. Во Македонија, за жал, во последно време не го гледаме. Сега, кога зборуваме за правдата, правдата е најдобро да почне и од самите нас. Ако ние бараме правда, треба и ние да сме праведни луѓе. Треба и ние да се однесуваме праведно. И тука треба да имаме во предвид, кога зборуваме за правдата, три работи. Прво, треба да знаеме дека вистинската жет за правда не подразбира или не вклучува земање на правдата во своји раци. Со други зборови, неправдата не е оправдание за греф и беззаконие. Јас сум слушнал често пати луѓе дека, па шом ово општество не пресудува праведно, шом не работи кој што треба, тогаш и јас ќе си правам што сакам. Кој ги шиша, и јас ќе си, кога можам ќе крадам, шом ова држава ме краде, кога можам ќе лажам, и јас ќе си живеам кога што стигам. Има една позната серија сега, на англиски се вика Breaking Bad. Во превод би било скршен лошо, не знам, или во лоша ситуација би било. Да. Зашто станува збор? Не знам дали е според вистинет настан, но во оваа серија, во овој филм, е опишан човек кој што е нобеловец по хемија. Човек кој што е истакнат професор по хемија, има успеси, живее примерно, честно, семеен човек, никош во животот не сгрешил, не прекршил нито еден закон, и сепак од неговата плата нема доволно за да го прехрани семејството, па мора да работи и дополнителна работа, одеше да мие коли, за да може да се прехранува. Може да замислете, човек кој што си живее честно, не стига со честната работа да заработува доволно. И таму неговите студенти одеа, кај што тој миеше коли и ги спакира своите коли и му се смеја, го гледа професорот како им ги мие колите. И на крајот дури откри дека е болен од рак и на сето тоа и таа болест му се натовари. И кога гледа како општеството функционира и оние што живеат нечесно заработуваат повеќе, на крајот реши и тој да биде нечесен. Реши да произведува дрога. Со неговото знаење, што го има како хемичар, тој ја правеше најубавата, најквалитетната дрога. Сега, кога гледате филмот, дури сочувствувате со него, дури викате колку право е човекот, па и треба да направи нешто. Но всушност ова не е начинот што ние како христијани треба да го избереме. Ние не можеме заради неправдата во светот да одлучиме и ние да живееме неправедно. Во Псалм 73 псалмистот вели, кога ги гледав нечестните, како вратовите им се дебели, како живеат угодно, како живеат раскошно, вели, за малку ќе ми се лизнеше ногата и јас ќе почнеш да живеам како нив. Псалмистот кажува дека и тој бил во искушение да ја остави неправдата настрана и да си каже, кој е шиша ќе живеам и ја во грев, ќе крадам и ќе лажам и јас. Но псалмистот вели, но тогаш Бог ме однесе во Божјото светилиште и ми покажа како завршуваат неправедници. Каде им е крајот, дека тие само за кратко успеваат, а потоа се на Божјиот суд во вечни маки. И тој сватил подобро е да живеам праведно и честно, макар и во сиромаштија, отколку да тргнам по патот на неправдата. Затоа, ова е прво нешто што треба да го научиме кога станува збор за правдата. Второто нешто, да не ја бараме правдата само кога ние сме онеправдани. Со други зборови, да не си го бараме само своето. А верувајте, има многу ситуации кога ние реагираме, тогаш сме најгласни, кога нам ќе ни се стапне на ногата. Тогаш ние сите бараме правда, сакам правда. Но кога неправдата се случува околу нас, ние знаеме да сме сетивки. Се додека таа не тропне на нашата врата. Има еден пример, јас го споделив и во книгата Ново срце, ќе го споделам и со вас, за некој чирак, да го наречеме Јане. Тој чирак се вработил кај некој познат кројач. Заедно со него работел уште еден чирак. Се вработиле во исто време, работеле исто работни часови, мајсторот им дал еднакво работа и на двајцата, но после некое време Јане слушнал дека неговиот колега чирак зима поголема плата. И тоа нешто многу го вознемирило. И решил, изреволтиран, решил, јас ќе одам со мајсторот и ќе ја расчистам оваа работа. И отишол кај него и рекол, мајсторе, јас со вас мора да разговарам нешто.
Јас ве сметам вас за праведен човек. Јас ве почитувам многу и мисля дека вие сте праведен, ама разбрав дека едно нешто што правите е многу неправедно. Што е работата, рекол мајсторот? Па јас разбрав дека вие на мојот колега Чирак му давате поголема плата. Го исплакате повеќе, а исто работиме за исто работни часови, исто почнавме, исто сме и 20 квалитетни, исто се трудиме, нема причина зашто него повеќе да го плакате. Тоа е неправедно. И јас неправда не трпам, да знаете. И мајсторот рекол, ајде, дојди, да ги погледнеме книговодните книги, да видиме колку на него е исплатено, колку на тебе, па самиот процени дали е неправедно. И кога ги споредиле сумата што тој ја добива и сумата што неговиот колега ја добива, се воспоставило и испоставило дека всушност тој добива поголема плата, а не Чиракот. И кога го видел тоа нешто, рекол, мајстор, јас се извинувам, сега сватив дека вие всушност сте праведен човек. И ја од сега понатаму веќе нема да реагирам, задоволен сум и можам задоволно да си одам дома. И сега кажете, дали Јане е праведен? Дали Јане постапил праведно? Јане бил незадоволен и рекол дека не трпи неправда, седо дека мислел дека Чиракот зима поголема плата. Кога разбрал дека тој ја добива поголемата плата, а Чиракот зима помала, тој заќутел и повеќе не се бунил. Сега, кој е тука неправдан? Сега другиот Чирак по-неправдан. Повторно има неправда, но Јане сега не реагира. Знаете ли зашто? Затоа што сега неправдата не е на неговата кожа. Неправдата сега ја чувствува неговиот колега, ама него тоа не му смета. Сега да бидем искрени, зар не постапуваме ние многу пати така во нашите животи? Ние реагираме на неправдата која ќе осетиме на нашата кожа. Но дали знаеме да кажеме неправедно е, дури и кога другиот е неправдан, а јас сум во привилегирана состојба? Еве ќе кажам некои примери како функционира нашето општество. Сите ние се буниме на неправда кога некој преку ред ќе влезе, нели? И реагираме, каде преку ред? Има правда, има ред тука, бе, каде? Се буниме преку ред, пуштил докторот некој да влезе, сестрата пуштила, преку ред некој се наместил некаде, преку ред влегол со колата во нека редица кога чекаме. И ние велиме, тоа е неправда, не може така преку ред, ние чекаме сите тука, ние што сме тука? Животни ли сме и ние сме луѓе. И ние се буниме на неправдата. Но ако нам ни се пружи прилика да влеземе преку ред, тогаш не реагираме на неправдата. Сите ние се буниме ако некој биде вработен неправедно, со врски. Не дека заслужил, не дека има диплома таква, не дека стварно е квалитетен, но со врски. Бил градоначалник Чичо му, не знам, овој работа таму, го наместиле, се јавил некој, велиме, каде е тука правдата, бе, какво општество сме, ова е неправедно. Но ако нам ни се пружи прилика, ние истата привилегија ќе искористиме без да се замислиме. Ако нам ни понудат и речат, абе Чичо ти е дан, ајде ќе те намеси, има некој област, ќе те пушти, или ако нашето дете можеме да го наместиме со врски, тогаш замолчуваме пред неправдата. Калимеро? Да, Калимеро. Токму така, Калимеро нема правда. Она што беше приемцето. Зошто го кажам се тоа? Затоа што треба да се замислиме дека неправдата не можеме да се бориме против неја или правдата да ја бараме само кога таа се однесува на нас. Затоа велам, второто правило, ако сакаме да влеземе во праведни луѓе, е дека треба да ја бараме правдата и кога другите се неправдани. Не само за нас или не само кога нам ќе ни наскапи некој на ногата. И за крај сакам само да кажам дека исто и со претходното блаженство, рековме дека во конечна форма ќе бидат утешени кога Исус ќе дојде, кога ќе биде воспоставено Божјото царство. Исто и со правдата. Знаете, неправдата, таа ќе владее и ќе владее се до самиот крај, се додека Исус не дојде. Затоа во конечна смисла, нашата жет и глад за правда ќе биде задоволена целосно, дури кога Исус ќе дојде. И таа може да биде задоволена само во Исус. Еве ќе ги прочитаме стиховите кои што се наведени овде. Во Јован 7 глава 37 стих самиот Исус кажува:
Во последниот големиот ден на празникот, вели тој, застана и извека велејќи: ако некој е жеден, нека дојде при мене и нека пие. Ние сме гладни и жедни за правда. Исус вели: кој е жеден, нека дојде кај мене. Во мене ќе биде задоволена неговата жед и неговата глад. Во него ќе бидеме заситени и утешени. Исто така читаме во посланието на Петар, во 2 Петрово, 3 глава, 13 стих. Вели: а ние според неговото ветување, се мисли Христовото, очекуваме нови небеса и нова земја, во кои пребива правдата. Тогаш ќе ја видиме правдата во целост. Тогаш веќе нема да има ни грам неправда. Инаку се додека не се воспостави неговото царство на земјата, додека Исус повторно не дојде, на земјата ќе има неправда. Верувайте дека таа ќе ја сретнеме многу пати, дури и во луѓе во кои што не очекуваме. Таа ќе ја сретнеме и во црквата понекогаш, и помеѓу Божите луѓе, и кај некој брат наш или некоја сестра, дејќи сите ние сме од крв и месо. Зборев пред малку дека ние на неправдата реагираме субјективно. Кога нам ни е нанесена, ние реагираме, но кога ние имаме можност, често пати и ние знаеме да постапиме неправедно. Но нека Господ ни помогне да бидеме луѓе кои што ќе се бориме за правдата. Има една изрека која што гласи вака: Господе, дај да бидам на страна на правдата, дури и кога таа не е во моја полза. И дај никогаш да не бидам на страна на неправдата, дури и кога таа е во моја полза. Го разбирате? Дај ми Боже, никогаш, дај ми Боже да бидам секогаш на страна на правдата, дури и кога таа не е во моја полза. Некој ќе ни биде на штета, некој ќе кажеме: не, чекайте. Тој има предност, не јас. Неправедно е да му го земам местото. Дайте му го на него. Ние си велиме: кјути таму, земај го, ако ти го дават, земај го. Ние велиме: ама треба да кажеме: не е праведно. Човекот си го заслужи, тој беше пред мене или тој плати. Не го дайте му го, не на мене. Тој има поголема школа, тој заслужува. Ама ние знаеме да кажеме го пати: кјути си, ако ти го дадат, земај без. Затоа ова изрека вели: Господе, дај да бидам на страна на правдата, дури и кога таа не е во моја полза. И обратно, дај да не бидам никогаш на страна на неправдата, дури и кога таа не е во моја полза. Значи, дај да не бидам на страна на неправдата, дури ако е во моја полза. Затоа, правдата не треба да гледаме според тоа дали имаме корис или не, него дали е праведно или не. Исус се однесуваше и живееше така, дури кога некој пат беше на негова штета. Исто се очекува и од нас. Тука завршувам денеска. Се надевам дека во некој од наредните недели ќе ги поминеме и останатите. Можеме да се исправиме и во молитва и денеска да бараме Господ да не води, да бидеме и да се најдеме себе си во оваа група која што Исус ги нарекува блажени. Господе, јас ти благодарам за тоа што ти си ни дал еден јасен опис за тоа во твои очи кои се блажени, кои се благословени, во кои ти го имаш своето благоволение, на кои луѓе ти, Господе, се радуваш и им го даваш твојот благослов. Ти даваш благоволение и благослов на луѓето кои што тагуваат заради гревот кога сгрешиле, кои што се каат, и ти уживаш во тие луѓе и во таквите срца. И ти го даваш твојот благослов на луѓе кои што се праведни, кои што гладуваат и жеднеат за правда, кои што ја барат не само својата правда, него правдата и на останатите, на неправданите, кои што застануваат на страната на послабите, на угнетените, но неправданите. Господи, јас те молам искрено, дај да ние бидеме такви луѓе. Направи не нас да жеднееме и да копнееме за таква правда. Да ние бидеме борци за правда, борци на страна на угнетените. Дај ни храброст и одважност да не ја бараме правдата само кога таа се однесува за нас.
Те молам, Татко мой, за сето тоа во името на Исус Христос. Амин. Amen.